Владата е подготвена да го прифати секое решение за зголемување на минималната плата кој ќе го договорат синдикатите и работодавачите. Тие треба да остварат средба до крајот на ноември на Социјално-економскиот совет, а до тогаш премиерот објасни дека нема да има било каква интервенција надвор од рамки на законот. Во ноември месец ќе имаме седница на Економско-социјалниот совет и очекувам ова прашање да се отвори таму, така што ние како влада ќе го прифатиме секое она решение кое што ќе го договорат работниците и работодавачите. За владата секакво адхок решение без економска подкрепа и анализа само ќе направи директен притисок врз малите и средни претпријатија, кои потоа може да предизвикаат бранови отпуштања. Министерот за економија Дурмиши објасни дека во моментов не гледа логика за интервентно зголемување. Појасни дека владата ќе изврши усогласување на минималецот со зголемувањето на инфлацијата и трошоците за живот, како што предвидува и законот. Ако одиме на зголемување адхок на минималната плата, тоа ќе предизвика уште понатаму зголемување на инфлацијата. За 18 месеци сме ги зголемиле платите во образование, каде што е клучен столб за општеството, во здравство, во полиција, сме ги зголемиле пензиите, минималната плата според одредената и усогласената формула е зголемена во март ова година, каде што исто така во март идната година ќе се зголеми. Во моментов минималецот во Македонија е 24.379 денари. Според досегашните параметри на инфлација и трошоци на живот, новото редовно зголемување би требало да биде околу 2000 денари, а ќе се случи во март 2026 година. Синдикатите па негодуваат. Тие бараат 500 евра минимална плата, без да се земаат предвид статистичките податоци.